Почитувани гледачи, добро ни дојдовте. Ние денеска сме во Министерството за одбрана. Ексклузивно интервју за наша ТВ ќе даде министерот за одбрана доктор Зоран Јолевски. Ние денеска со него ќе поразговараме на повеќе теми. Најпрво ќе разговараме за евроинтеграцијата на Република Македонија во НАТО алијансата и во Европската унија. Ќе поразговараме за модернизацијата на Министерството за одбрана и армијата. Ќе поразговараме за проектот Арама мој вистински дом за Воената академија и секако за мировните мисии. Господин министре, добро ни дојдовте во интервју на наша ТВ. Како што реков, ќе започнеме да разговараме за евроинтеграцијата на Република Македонија во НАТО, Алијансата и Европската унија. Македонија, владата на Македонија и Министерството за одбрана и вие како министер констатирате, тврдите дека Македонија е подготвена за да влезе во НАТО алијансата. Но ние се уште сме во чекалната на НАТО алијансата. Кога сметате дека Република Македонија ќе влезе во НАТО алијансата и Европската унија? Очекувате ли тоа да се случи оваа година, 2016 година? Дали има некои посебни барања, нови критериуми за влез во НАТО алијансата и што е потребно да промениме за побрзо да влеземе во НАТО алијансата, што е потребно да промениме и да ни кажете што ќе се добие доколку ние влеземе во НАТО алијансата. Пред се би сакал да истакнам дека главен приоритет на владата на Република Македонија, меѓутоа исто така и на сите граѓани на Република Македонија е членството на Република Македонија во НАТО и Европската унија. Ние како Министерство за одбрана играме значајна улога во интеграцијата во НАТО. И можам со задоволство да истакнам дека армијата на Република Македонија, Министерството на Република Македонија за одбрана, Министерството за одбрана на Република Македонија се целосно подготвени за влез во НАТО алијансата. Тоа беше констатирано уште во 2008 година на НАТО самитот во Букурешт и сите последователни самити има иста констатација. Како што знаат гледачите и пошироката јавност, единствена пречка во членството во НАТО е разликите околу името со нашиот јужен сосед. Меѓутоа, што е значено дека ние продолжуваме со процесот на реформите во армијата. Тој процес на реформи во армијата го правиме со две цели. Првата цел, и што е фактички најважна цел, да имаме силна, мобилна армија, спремна да го заштити територијалниот интегритет и суверенитет на Република Македонија и паралелно да биде целосно компатибилна со НАТО стандардите. Ние продолжуваме со процесот, со докажување дека заслужуваме да добиеме покана за членство во НАТО. После НАТО самитот продолжуваме со процесот на евалуација на спремноста на армијата на Република Македонија, на Република Македонија за членство во НАТО. Секоја година во седиштето на НАТО имаме состаноци каде што разговараме со членките на НАТО и ги презентираме нашите достигнувања. И битно е дека Република Македонија продолжува со овие активности. Јас како министар и моите колеги исто така од владата ги презентираме аргументите зашто Република Македонија заслужува да добие покана за членство во НАТО. Првиот следниот самит на НАТО е за месец и пол, во почетокот на јули месец во Варшава ќе биде самитот на НАТО. Во изминатиот период, последните година и пол, има бројни активности како министер за одбрана да ги презентирам аргументите зашто Република Македонија треба да добие покана за членство во НАТО. Настапив на бројни меѓународни настани на кои што говоря со истакнати личности од светот на оваа тематика, кои се сегашни и поранешни министри за одбрана, советници за национална безбедност на американските председатели, сенатори, конгресмени, пратеници, и сите констатираа дека е битно Европа да размислува стратешки. Бидејќи интеграцијата на Република Македонија во НАТО не е добра само за Република Македонија, туку добра е и за целиот регион. Ќе придонеси за јакнување на стабилноста и просперитетот на целиот регион. Добро е што Црна Гора доби покана за членство во НАТО и им честитам на тоа. Ние ќе продолжиме и сум сигурен дека ние ќе бидеме следната земја
Дали очекувате тоа да се случи ова година, 2016 година, или малку се потешки шансите? Видите, ви кажам, у принцип ние треба да бидеме оптимисти. Иако реално прилично е тешко да очекуваме дека ќе добиеме членство, покана за членство во НАТО оваа година, меѓутоа тоа не спречува да ги кажеме нашите аргументи, бидејќи ние имаме многу аргументи со кои што потврдуваме дека оваа покана сме ја заслужиле. И заради тоа со партнерите треба перманентно да разговараме, да ги пренесуваме нашите ставови, да ги информираме за тоа што сме достигнале во областа на реформите во одбраната, дека сме партнери на НАТО во најзначајната и најголемата мисија на НАТО, одлучна поддршка, а претходно се викаше ИСАФ во Афганистан. Сето тоа е доказ дека ние имаме способни офицери, добро обучени офицери и војници, кои што може да бидат рамо до рамо со партнерите во НАТО. Рековте дека спорот со Грција е единствен проблем за ние што не можеме да влеземе во Европска Унија и во НАТО. Во изминатите години како цените, ослабе или се засили позицијата на Македонија во преговорите со Грција? Видите, ви кажам, во еден временски период јас си бев главен преговарач во спорот со името со Грција, да се надминат разликите со Грција во поглед на уставното име на нашата татковина. Меѓутоа неопходно е да имаме и другата страна да биде спремна да се најде едно заемно прифатливо решение кој се разбира ќе го заштити идентитетот и дигнитетот на граѓаните на Република Македонија. Јас уште во 2009-2010 година зборував на време за преговорите со медијаторот меѓу немици, мојот грчки колега, за потребата да се зајакнат мерките за доверба, ова што минатата година беше предложено од грчката страна. Впрочем, тоа е и дел од барањето на Обединетите нации, бидејќи има едно писмо од 1994 година од председателот на Советот за безбедност на Обединетите нации, во кој што инсистираат двете земји да работат на зајакнување на мерките за доверба. Мислам дека е неопходно исто и грчкото општество да се подготви за едно вакво решение и ќе речем грчкото општество да не значи само грчките политичари, туку грчките тинктекови, интелектуалци и граѓани. Ние сме соседи и како соседи сме упатени еден на друг. Голем број на грчки бизнисмени и македонски бизнисмени тргуваат и прават деловни сделки со своите партнери од другата земја. Голем број македонски државјани одат во Грција, на одмор, Грција доаѓаат во Македонија. И битно е да се надмени овој спор, бидејќи ние сме соседи и оно што случува кај соседите секогаш има влијание и кај нас. Господин министре, да ни кажете, како цените дека ќе се одвива влезот на Република Македонија за членство во НАТО и што ќе добиеме доколку ние влеземе во НАТО алијансата и од кои земји имаме се поддршка? Оно што е најбитно да се истакне дека сите овие реформи што ги правиме за НАТО, а исто така би рекол за Европска Унија, пред се ги правиме за нас самите. Бидејќи ќе сложиме сите дека да се има силна, мобилна, добро обучена и опремена армија, колку што е добро за НАТО, исто толку добро и за Република Македонија. Така да ние овие реформи пред се ги правиме за нас и за тоа се многу добро што ги правиме овие реформи. Имаме голем број на пријатели во НАТО и во Европска Унија кои што би сакале Македонија да го добие заслуженото место и заради тоа често ја повторуваат изјавата дека вратите на НАТО остануваат отворени, не обхрабруваат да продолжиме со реформите, ни даваат поддршка во овие реформи и не сметаат нас за партнери. Владата на Република Македонија започна процес на огромно инвестирање во модернизација и опремување на армијата на Република Македонија. Вие работите на забрзана модернизација. Што досега е направено? Прво, сакам да истакнам дека процесот на модернизација кој што е започнат пред неколку години, многу години, пред 10 години, кога дојдов како министер за одбрана, после првите 3 месеца се донесов одлука да се формираат 12 интегрирани работни групи,
средствата што треба да ги набавиме за армијата ги поделихме од тие 12 групи и овие тимови работеа на спецификација на кој тип на системи, одбранбени системи и требаат на Република Македонија. Има можност да се сретнат со повеќе компании. Поканивме компаниите да дојдат тука да направат презентација во Министерството. Исто така има можности да посетат разни сајми за вооружување. И врз основа на оваа работа која што траеше скоро 10 месеци, беа подготвени првите проекти што ќе треба на армијата Република Македонија. Колку изнесува буџетот на Министерството за одбрана и колку тој буџет ќе биде наменет за модернизација во армијата? Овака да ви кажем, модернизацијата на армијата ќе се одвива во период од 12 години и вкупно се издвоени за овие 12 години повеќе од 300 милиона евра. И армијата, бидејќи тоа се големи трошоци, не може од еден буџет да се да се набави целата опрема. Она што е значајно е тоа дека со овие дополнителни средства за модернизацијата Македонија ќе го исполни еден од двата критериуми во погледот на, тоест критериуми или би рекол пред се препораки, бидејќи многу членки на НАТО исто така не го исполнуваат тоа препорака, имено на самитот во Кардив беше истакнато дека земјите членки на НАТО треба да се стремат да трошат 2% од бруто националниот доход за одбрана, од кои 20% за модернизација, односно 0,4% од бруто националниот доход за модернизација. Со оваа програма на владата на Република Македонија, фактички ние ќе бидеме многу близко до исполнување на вториот критериум 0,4% од GDP да се троши за модернизацијата на армијата. И на што ќе ви бидат насочени вашите приоритети? Оно што реков, има 12 сегменти на вооружување, на одбранбени системи. Тука влегуваат оклопни моторни возила на тркала, понатаму Ајстар системи, опрема за војниците и така натаму, за ремонт на хеликоптерите. Тоа се поголем број на средства кои се потребни за да имаме армија која што ќе биде гарант на територијалниот суверенитет на Република Македонија. Каква е ситуацијата, министре, сега во Република Македонија на армијата? Имаме ли добра армија, добро подготвена армија? Ние имаме мощна, силна армија, меѓутоа секој треба да стремиме да бидеме уште подобри, поефикасни, помодерни и ова е фактички дел од тој процес за натамошно јакнење на армијата на Република Македонија. Армијата располага со соодветно наоружување, соодветна обука. Тоа го докажуваме и со нашето учество во мисиите кој што е одлучна подршка, кој што е прилично ризична мисија, учество во мисиите на Европска унија, АЛТЕА во Босна и Херцеговина и мисијата на Обединетите нации УНИФИЛ во Ливан. Меѓутоа, како што секој човек перманентно сака да има подобар живот, да има поубава куќа, поубава кола и така натаму, така и сосема нормално е дека армијата треба перманентно да ја опремуваме, бидејќи со развојот на технологијата се менува и начинот на се напредуваат и вооружените системи, така да секој пат е потребно да имаме максимално модерна армија која што ќе биде изградена на тој начин што ќе биде вистински гарант за територијалниот интегритет и суверенитет на Република Македонија. И воедно, што сакам да истакнам дека ова го правиме и паралелно со нашите партнери во НАТО, бидејќи се договараме заеднички кои вооружени системи, која членка на НАТО, а ние стремиме да бидеме членка на НАТО, ќе ги има, така да може да се имплементира концептот на паметна одбрана.
Сега да поразговараме за униформирањето на армијата и да ни кажете, министре, какви се условите во кои работи еден војник во Република Македонија? Овака, во армијата на Република Македонија и во Министерството за одбрана и владата посветуваме посебно значење на стандардот на припадниците на армијата на Република Македонија. Постојат повеќе проекти во оваа насока. Перманентно се грижиме за пополнетост на армијата на Република Македонија. Минатата година примивме 250 нови професионални војници во армијата на Република Македонија. Ке има ли нови вработувања? Во тек е конкурс за прием на дополнителни 125 професионални војници, кој што ќе заврши следниве неколку недели. Се надеваме дека ќе имаме можност и во втората група 125 во текот на годинава да ја примиме. Се грижиме да ги избериме најдобрите за оваа професија и така се грижиме за нивниот стандард. Има повеќе проекти во поглед на стандардот на припадници на армијата на Република Македонија. Најголем е Арамов високи дом. Припадниците на армијата исто така во рамките на касарината има проект каде што ставаме функција кантините, во кој што припадниците на армијата ќе може да добијат оброк по набавна цена на прехранбените производи. Така да ќе може да речем доручекот, тој што е околу 11 часот за 50-60 денари да го добие секој припадник на армијата. Обезбеден е превоз до касарните за припадниците на армијата, а и еден од главните проекти, оно што реков, е Арамов високи дом. Сега да поразговараме за родовата застапеност во армијата на Република Македонија, колку жени има во армијата, но и да ни кажете за застапеноста на етничките заедници, дали се почитува Охридскиот рамковен договор? Кога зборуваме за родовата застапеност во армијата, можам да кажам, од една страна да изразам задоволство, и тоа сепак престанува доста работа пред нас да се заврши. Имено во овој момент сме некаде околу 8% од припадниците на армијата се дами, односно лица од понежниот пол. Перманентно се подобрува ова учество. Треба да разбереме дека ние тргнавме дека во еден период сите армии беа исклучиво машки армии, односно ставени од припадници од посилниот пол, од мажи. Има ли интерес од страна на жените? Да ви кажам, има интерес. Прилично сум изненаден од интересот и квалитетот на кандидатите што сакаат да влезат во армијата. Например, можем да спомнам првата година кога имавме упис за академија, војната академија, али кога бев ја министер. Значи зборуваме за уписот 2014-2015. 1/3 од питомците беа девојчиња и да ви кажам, немаше никаква така наречена позитивна дискриминација со резултатите како од средното образование, така и од физичките и интелектуалните проверки, тие го заслужија своето место. А за етничката застапеност? Во армијата Република Македонија имаме околу 28% припадници од другите етнички групи. Армијата е институција каде што внимаваме да имаме правична застапеност на сите етнички групи. И се разбира дека исто како и за дамите, тој е процес, меѓутоа прилично близко сме до исполнување на сите критериуми. Го спомнавте проектот Арама мој вистински дом. Докаде е процедурата за изградба на првата зграда, кога ќе биде вселувањето, на која локација ќе се градат и колку згради планирате да се градат и кои припадници можат да добијат стан, дали колку се пријавија, дали имате информации, колку ќе купат стан и колку пари месечно треба да издвојуваат вработените за да дојдат до стан. Прво би сакал да информирам за целиот концепт на Арамов високи дом и што добиваат припадниците и после би идел во некои поединачни елементи на целиот проект. Проектот е замислен на следниот начин. Владата на Република Македонија, односно Министерството за одбрана, обезбедува земја за долготраен
бесплатен закуп, каде што ќе се градат овие станови. Понатаму Министерството за одбрана ги плаќа комуналиите на општините каде што се градат овие станови. И третиот елемент е Министерството за одбрана ќе плаќа и каматата на кредитите што припадници на армијата ќе ги земат за купување на овие станови. Во тек е тендерот за избор на компанија која ќе гради првата зграда од овој проект. И така една премногу груба проценка, само да имаат представа граѓаните Република Македонија и припадници на армијата што добиваат, да кажем еден двособен стан заедно со подземна гаража не би требало да чини повеќе од 30.000 евра, од кој што припадникот на армијата треба да е 20% учество, значи 6.000 евра, и следните 24.000 евра треба да ги отплаќа на 240 еднакви месечни рати. Што значи во следните 20 години месечно треба да плаќа во денарска противвредност по 100 евра. Значи некаде околу 6.100 денари и ќе добие двособен стан. Комплексот, првиот комплекс кој ќе градиме е во делот што е во соседство блиску до Балканскиот универзитет, во соседство на касарната Елинден. Тој е тромеѓе меѓу Карпуш, Чаир и Бутел. И тоа ќе биде комплекс, современ комплекс кој што ќе има тревнати површини, заеднички содржини, ќе биде ограден, така да ќе биде мощно квалитетно изграден комплекс и ќе биде многу пријатно да се живее во овие згради. Се пријавија 299 припадници на армијата. Ние планот е во текот на оваа година или најкасно почетокот на следната година да почнеме изградба за сите 299 стана. Меѓутоа, овој процес ќе продолжи. Ако во иднина постои интерес за станови да се повторно градат, ние ќе градиме. Во овој момент има интерес само во Скопје, ако има интерес во другите градови низ Македонија, кај што имаме гарнизони, и таму ќе градиме станови. Се со цел да им се подобри животниот стандард на припадници на армијата. Инаку ќе имаат можност да бираат меѓу станови еднособни до 35 квадрати, двособни некаде меѓу 55 и 60 квадрати, трособни 75 квадрати, четирособни 90 квадратни метри. Министре, сега да поразговараме за Војната академија, генерал Михајло Апостоловски. Какви се реформите што се прават во оваа воена академија? Каков е интересот за да се студира на оваа академија? На оваа академија се започна со да се предава на англиски јазик. Академијата има веќе регионален карактер, кон што се стремите, од каде се имате студенти и кој се може да се пријави и да студира на оваа воена академија, кои се нормите за поминување на проверката на физичката подготвеност, способност на кандидатите и кога ќе бидат уписите. И да ни кажете колку досега студенти има воената академија. За да секоја организација, институција биде силна, најбитно е да има силен кадар. И заради тоа Војната академија е мощна значена за да имаме силна армија на Република Македонија и заради тоа посветуваме посебно внимание. И јас како министер доста напори правам со цел да квалитетот на Војната академија го подигнеме на највисоко ниво. И тоа, кога ќе речам највисоко ниво, сакам да се споредуваме со светски признатите војни академии. Заради тоа перманентно инвестираме во Војната академија и со цел да оствариме можност да нашите питомци се образуваат во странство, како и да имаме странски питомци кои ќе поминат еден семестар во нашата војна академија. Поведовме дека еден семестар во Војната академија се предава на англиски. Веќе имавме првата група од 2 питомци поминаа еден семестар во Војната академија Норвич во Соединетите Американски држави.
Тоа е најстара приватна војна академија во САД, една од најреномираните војни академии. Бевме прилично изненадени со квалитетот на оценките и извештаите што ги добивме од овие наши два питомци и нивната отвореност за да и во иднина испраќаме наши питомци и на оваа академија, меѓутоа целта ни е секој питомец да може да помини еден семестар некаде во странство, наш питомец. Исто така ни е целта да имаме отприлика дополнителни од земјите членки на НАТО 20 на студенти питомци кои што би поминале исто така еден семестар кај нас со цел да се развие таа мултикултурност, меѓусебна соработка и разбирање, бидејќи тие студенти питомци што поминат еден семестар кај нас се видат воедно и пријатели на Република Македонија. Покрај оваа глобална, да речем, НАТО перспектива на академијата, ние сме регионален центар. Именно на Војната академија студираат питомци од Црна Гора, Босна и Херцеговина и Косово. На годишно ниво запишуваме околу 10 студенти од овие три земји. Има ли интерес? Каква е заинтересираност? Вака, интересот е мощно голем, како и од овие земји што не ги спаѓаат питомците, меѓутоа и од нашите идни питомци, односно средношколците наши. По принцип имаме за секое место по 4 кандидати, минимум 4 кандидати, понекогаш таа бројка иде до 5 и 6. Значи од пријавени 150 пријаваме 25, тоа покажува дека имаме ригорозна селекција. И тоа може значено дека сите овие питомци кои ќе го завршат студирањето, автоматски стануваат офицери во армијата на Република Македонија. Колку насоки има во Војната академија? Видите, во развојот на Војната академија тргнавме од два принципа. Едниот принцип дека е потребно да имаме наше македонско високо образование на офицери и вториот принцип тоа да биде на тој начин реализирано што ќе ги задоволува потребите на армијата на Република Македонија. Зашто го кажам ова? Например, првите 2 години предавањата се за сите питомци еднакви и после во трета и четврта во зависност дали има потреба од инженерија, од интенданци, ателиерици, тенкисти и некои други струки, ние формираме такви смерови. Односно, ние ги имаме тие програми, и то не се перманентно активни. Така да обично во секоја школска година правиме 2 до 3 насоки со цел да ги исполниме барањата на Генералштабот на армијата Република Македонија. Министерството е фокусирано и на развојот на регионалниот центар за односи со јавност. Кои се неговите активности, какво е неговото значење, какви се неговите капацитети, што се работи таму, нешто повеќе за овој центар, на што работат? Ако ми дозволите, би зборувал малце пошироко за регионалната димензија на што прави армијата и Министерството за одбрана последниве неколку години. Еден од тие центри е регионалниот центар за односи со јавност, кој што обучува дводневни курсеви представници не само на армијата Република Македонија, туку и од другите земји членки на НАТО. Тоа е меѓународна обука, каде што и предавачите се од не само посетителите, туку предавачите се од другите земји членки на НАТО. Тоа се сертифицирани предавачи, бидејќи стратешката комуникацијата со јавноста станува изворедно значајна за вооружените сили секаде во светот. И водејќи се од тој аспект, ние инвестираме доста во соодветно обучување на идните офицери, на сегашните офицери, на вработените во Министерствата за одбрана, има и другите државни институции за комуникација со јавност. Така да овој центар не е само за потребите на Министерството за одбрана или за државните институции на Република Македонија, туку има една поширока димензија, би рекол европска димензија, каде што е представници од другите земји од Европа доаѓаат. Вториот регионален центар кој што би сакал во оваа прилика да го истакнам се Балканските медицински наменски сили. Имено Скопје од септември оваа година
ќе стане седиште на штабот на оваа регионална организација и фактички ова ќе биде прва регионална организација која ќе има перманентно седиште во Република Македонија. Целта на овој штаб за балкански наменски медицински сили е на едно место да собериме представници на земјите од регионот и во случај да се појави нека поголема природна непогода, каде што е потребно ние како држави да соодветно реагираме, да ги координираме активностите, во тој случај овој центар ќе има изворено значење. Како пример ќе кажам, ако се има некоја голем земјотрес во некој од земјите во регионот, преку овој центар ќе се направи координација од банално кои држави на какви лекари имаат на располагање, кој вид на медицински средства имаат на располагање, кој вид на транспортни средства, хеликоптери, брза помош и медицинска опрема, на едно место се координираат тие активности и заедно ние сите земји од регионот, членки на оваа организација, ќе може да реагираме. Ја отворивте можноста за користење на центрите во Република Македонија, меѓу другите и армискиот полигон Криволак. Во поглед на класично војничките центри, тачно дека армискиот полигон Криволак е мощно значајно средство со кое што располага армијата на Република Македонија. Ние имаме развиено во рамките на самиот полигон одредени места каде што можат припадниците и на другите земји членки на НАТО пред да бидат упатени во мисии да бидат обучени. Пред известно време има средба со една американска компанија која што би сакала да дополнително инвестира во овој полигон и заеднички комерцијално се користи тој центар, односно да генерира одредени приходи за армијата на Република Македонија. Втор центар кој што го спомнав претходно, а исто е така многу значаен, е центарот за обука на пилоти, кој што во овој момент главно обучуваме пилоти од Република Македонија за потребите на АРМА и МВР. Меѓутоа веќе имаме и два пилоти за Црна Гора. Некои други земји од регионот искажа интерес и се надеваме дека наскоро врз комерцијална основа ќе имаме обука на пилоти, војни пилоти од другите земји од регионот и пошироко. Пред известно време заедно со една американска компанија учествувавме на тендер да добиеме за обука на пилоти за Авганистан. Меѓутоа го изгубивме тој тендер. Меѓутоа ќе продолжиме и понатаму и сигурен сум дека и овој тендер не само и овој центар за обука на пилоти не само ќе биде за Република Македонија и регионален, туку ќе добие глобално значење, бидејќи еден од најдобрите во Европа. Министре, во 2006 година вие го основавте првиот специјализиран национален музеј, тоа е воениот музеј. Што имате во него, што може да се види, каква е неговата важност? Видите, секоја армија треба да биде горда на својата историја. И драго ми е што наскоро ќе славиме 10 годишнина од основањето на војниот музеј. Овој музеј се грижи за историското наследство на армијата на Република Македонија, меѓутоа и на борците за слобода на Република Македонија. Така да има голем број на артефакти, исто така документи и истражувања, како за нашите борци за слобода на Република Македонија, така и за сојузничките армии кои што доаѓале на територијата на Република Македонија и имале одредени активности со цел да ни помогнат да ја ослободиме Република Македонија. Музеот е сместен во рамките на Археолошкиот музеј на Република Македонија и перманентно имаме одредени поставки во овој музеј. Нашите војници учествуваат во најголемата НАТО мисија во историјата, добиваат највисоки оценки за нивниот ангажман. Учество во повеќе мисии,
Може ли да ни кажете, министра, кои се бенефитите од учеството во мировните мисии и дали е тоа цел за да влеземе во Европската унија и во НАТО алијансата и дали таквата политика ќе продолжи? И дали да ни кажете во идниот период се предвидени нови такви мисии каде што ќе учествуваат македонски војници? И што добива Република Македонија од нашите војници на овие борбени операции? Постои ли можеби економски интерес? Овака, кога зборуваме за учеството на нашите војници во разни мисии, пред на мисијата претходно се викаше ISAF, сега е одлучна подршка, тоа е во Афганистан. Битно е да истакнеме дека тоа е една двонасочна венија. Во едната насока ние како Република Македонија покажуваме дека сме партнер кој што може да извезува стабилност и мир, односно да и помага на мирната заедница за обезбедување на мир и слобода во други делови на светот, како што го правиме во Афганистан. И паралелно докажуваме дека имаме мощни, добро обучени и способни припадници на армијата Република Македонија. Тоа го докажува и тоа што они добиваат голем број на медали и одликување за нивното учество во овие мисии. Во неколку наврати сум истакнал дека бев амбасадор во Вашингтон, се чувствував многу горд во примерите што беа истакнати за квалитетот и пожртвуваноста на припадниците на армијата Република Македонија. Нема да заборавам моментот кога ме викнаа во Белата куќа да ми покажат клип во кој што кога беше американската амбасада пред неколку години нападната во Кабул, нашите војници заедно со американските војници трчаа кон амбасадата да ја заштитат, додека некои војници од други земји трчаа во обратна насока. Тоа покажува не само колку обучени, туку и колку храбри се нашите војници. И второ, бев многу пријатно изненаден еден амерички генерал кој што беше командант на Феникс мисијата во Афганистан, која што беше борбена мисија, кој ми кажа: амбасадоре, моето лично обезбедување, односно обезбедувањето кој се грижеше за мојата лична безбедност, беа 7 припадници на армијата Република Македонија. Тоа покажува колкава доверба имаме во вашите припадници. Значи, тоа е едниот сегмент. Меѓутоа, другиот сегмент кој што е исто така многу значаен. Припадници на армијата случајно во овие мисии добиваат огромно искуство. Стануваат уште поспремни и пообучени за да ја заштитат Република Македонија. Така да, овој процес треба да го гледаме во две авении. За идното учество, да, Република Македонија ќе продолжи да учествува во овие мисии. Во кои мисии во моментот учествува Република Македонија? Во моментот учествуваме во една НАТО мисија, тоа е одлучна подршка во Афганистан, во една мисија на Европската унија, бидејќи интеграцијата во Европска унија ни е приоритет, тоа е мисијата Алтеја во Босна и Херцеговина, и во една мисија на Обединетите нации во Либан. Така да, вкупно имаме околу 39 се во Афганистан и други 43 припадници на армијата, офицери и војници. Колку македонски војници поминале низ овие мисии? Целата бројка на припадници на армијата кои поминали за овие мисии е над 3000. Значи, скоро повеќе од половина од припадници на армијата биле во некоја мировна мисија надвор. Вештините што ги донесува беа мощно корисни кога се соочивме со мигрантската криза. Меѓутоа, дека би сакал да позборувам околу идното учество на армијата Република Македонија и што ние како министерство, односно како министер планирам. Имено во нашето идно учество понатаму ќе го допрофилираме нашиот придонес. Нашиот придонес има, ќе го дефинираме од два аспекта. Првиот аспект обука на вештини за време на нивниот, веќе они се прилично обучени, меѓутоа едно е да плачно да кажем, да тренираш да играш фудбал, друго е да играш фудбална утакмица. Така да ќе дефинираме кои се наши приоритети,
за да добијат дополнителна обука. Веќе учеството овие мисии е обука. Дополнителна обука на нашите припадници на армијата и се разбира вториот елемент е потребите во овие меѓународни мисии. Се со цел да имаме максимални бенефити од учеството во овие мировни мисии. Сега да позборуваме за глобалните безбедносни ризици и нивното влијание врз Република Македонија. Како се справувате со современите предизвици, закани и ризици? Па, во самото прашање и дефиницијата на овие ризици, рековте дека тие се глобални, значи имаат влијание не само на една земја, туку и врз целиот свет, односно зборуваме, ние сме на европскиот континент во Европа. Ние внимателно ги следиме развојот на овие глобални предизвици, соработуваме со нашите партнери, разменуваме соодветни информации и сме подготвени соодветно да реагираме доколку има потреба. Каква е заштитата на границите, посебно на границата со јужниот сосед? И колку потроши Министерството за одбрана и армијата за справување со мигрантската криза? Имаме ли поддршка од меѓународната заедница? Прво, според концептот кој што се го разви Република Македонија, тоа е концепт на Европската Унија и на НАТО земјите членки, ние предавме кон интегрирано гранично управување, каде што граничната полиција го превзема примарната функција за заштита на нашата граница. Меѓутоа, мигрантската криза со која се соочи не само Македонија, туку и Европа, предизвика потреба да се и армијата повторно врати, да им даде на границата, да им даде поддршка на Министерството на внатрешни работи, односно на граничната полиција. Ние со прогласувањето на кризна состојба на нашата јужна и северна граница, добивме и одлуката на владата прво на Република Македонија, после тоа собранието, пресатла од врховниот командант изради наредба за ангажман на армијата на границата. Се разбира, ние ја следиме внимателно состојбата не само на границата со Грција, односно во непосредното соседство и до мене, туку и пошироко што се случува во Сирија, во Турција, приливот на мигранти преку Турција во Грција и соодветно се поставуваме. Во одреден период имаме помала бројка, некој пат имаме, да кажем, ангажманот се движил во вие од 18 август минатата година до сега од 200 па до 1000 војници ангажирани на нашата јужна граница. Во еден момент ситуацијата помеѓу полицијата и мигрантите ескалираше. Тоа беше еден вид на дипломатска и медиумска војна помеѓу Република Македонија и Грција. Кој е виновен за целиот тој настан и што превземате? Има ли очекувате ли повторно да ескалира ситуацијата, повторно да се случи вакво нешто? Да ви кажам, ја во изминативе неколку недели интензивно бев во контакт со Високиот комесаријат за бегалци. Бидејќи во минатото сум имал можност да работам фактички на најголемата бегалска криза во Република Македонија, Косовската бегалска криза во 99 година, кога во тоа време бев заменик национален координатор за бегалската криза, покојниот председател Трајковски, како заменик министер беше национален координатор. И од тогаш имам перманентен контакт со Високиот комесаријат за бегалци и не очекував дека тој контакт некој пат тие контакти некој пат ќе треба да ги користам повторно за Република Македонија. Меѓутоа последниве, можам слободно да кажам, година и пол во директен контакт сум со Високиот комесаријат за бегалци и многу е добро што бројот на мигранти кои се наоѓаат директно на нашата граница во областа на Идомени е намален. Да се има толка број на мигранти, кои што во еден период беа 12.000 во само неколку стотини од граничната метра од граничната линија, е многу сериозен безбедносен предизвик. Може ли тие да направат немири во Република Македонија?
доколку влезат и останат? Видите, покажавме дека безбедностните сили на Република Македонија може да се справат со вакви предизвици и ние во двата наврати кои имавме кога сака насилно да влезе во Република Македонија, докажавме дека знаеме како да се поставиме и тоа да го решиме. Со посредба во поддршка на полицијата. И сигурен сум дека во иднина тоа ќе може да го сториме. Добро е што Европска унија и Турција направија договор. Јас во неколку наврати бев поканет да зборувам на различни панели посветени на мигрантската криза. Еден од последните беше пред неколку недели каде што бев говорник заедно со поранешната државна секретарка Мелин Олбрайт и поранешниот британски министер, односно форин секретар или министер за надворешни работи Девид Милибан, кој што е сега председател на најголемата невладина организација која се занимава со миграција. И во тој разговор истакнавме неколку работи. Една од најбитните работи што мислам дека се обезбедува со договорот меѓу Турција и Европа е овие мигранти да бидат на безбедно, максимално безбедно и хумано да се третираат, и тоа колку е можно поблиску до нивните домови. Веќе ако тие останат поблиску до нивните домови, многу поголема веројатност дека тие ќе се вратат во оној момент кога ќе има мир и ќе помогнат да се обнови таа земја. Оние кои што ќе појдат во Европа или некоја друга земја, ќе се вратат во Сирија или во Ирак само како туристи, како луѓе кои ќе посетат своите фамилии. Многу мал број од нив ќе се вратат живее во Сирија или Ирак. И од тој аспект поддршката на Турција, меѓутоа и на другите земји, да им се возможат што подобри услови на мигрантите таму кај што се во непосредно соседство на нивните домови, е политика што дава најдобри резултати за сите заедно. Ние во справување со мигрантската криза соработуваме со нашите соседи и покажавме дека ние можеме и имаме капацитет да заштитиме Шенген границата. На некој начин Република Македонија беше земја која што заштити Европа од овој мигрантски план. Целиот период на задоаѓање на решение беше добро координиран, затварањето на границата и наоѓање на решение со Турција со цел да се намали овој прилив на мигранти. Бидејќи предизвиците беа големи. Ако споредиме јануари, февруари 2015, јануари, февруари 2016, имавме 10 пати повеќе мигранти. Можете да замислите што ќе случеше ако тој тренд продолжеше и понатаму. Ние во втората половина на минатата година низ Македонија, низ оваа балканска рута, поминаа скоро 1 милион мигранти. Министре, и за крај да ни кажете на што ќе бидете посветени, кои ќе бидат ваши следни ангажмани и идни планови во Министерството за одбрана? Кога дојдов во Министерството за одбрана, не со некои мои пријатели кои разговарав, пробаа да кој ќе ме праша како би го дефинирал оваа институција. Викам, би ја дефинирал како огромен танкер, брод, кој се движи во добра насока. Ние како министри може да дадеме одредена и како политичари мали промени во насоката, бидејќи она што реков се движи во одлична насока. Проектите кои што ги почнуваме се долготрајни проекти. Јас кога дојдов имаше неколку проекти кои што беа започнати од моите претходници. Продолжив и веќе се при крај тие проекти. Дел од проектите ги отворив и се разбира дека ќе треба подолго време да се тие имплементираат. За да се имаме секоја силна институција или секоја силна армија, потребно е да имате прво кадар, значи високо обучен кадар, и воедно да имаат соодветни средства за да можат да ги извршуваат своите работи. Тоа се двата главни сегменти на кои што сите ние како
министри или политичари во оваа институција, па и во другите институции треба да се концентрираме. Кога станува кадрот, ги отворивме неколку значени теми. Стандардот на припадниците на армијата на Република Македонија, образованието, обуката, се со цел да бидат со што по-добри вештини да располагаат овие припадници на армијата на Република Македонија. Од друга страна е средствата со кои што располагаат да извршуваат таа функција. Тоа е процесот на модернизација. Процесот на модернизација е процес кој што не може преку ноќ да се заврши, процес кој што трае. И самата природа на средствата, тоа не се средства кои што можете да појдете во продавница и да кажете сакам, не знам, оваа кола или овој камион да го купам. Тоа се средства кои што се произведуваат со специфични намени и треба однапред да се нарачаат додека се направат, додека се произведат. И паралелно, кој ќе имате на таква широка модернизација, морате да ги развивате капацитетите на луѓето за да можат да ги искористат тие средства. И заради тоа, кога зборуваме за модернизација, не зборуваме само за набавка на одбранбени системи, вооружување, туку посебно внимание посветуваме на обуката. Кога овие системи ќе дојдат, дали нашите припадници на армијата на Република Македонија ќе знаат најсоодветно да ги употребат, а исто така и втор сегмент е нивното одржување. Така да, овие проекти кои што ги започнав како министер овие 2 години, ќе треба подолго време да се движат. Понатаму зборувавме за презентацијата на Македонија, презентација на аргументите зашто треба да бидеме земја членка на НАТО. Јас минатата година почнав еден настан каде што заради спецификата, односно подготовката за овој самит, не беше може толку јавно експониран. Поканив 20 мощни влијателни личности од земји членки на НАТО, да кажем поранешни министри за одбрана, поранешни сенатори, представници кандидати, познати аналитичари од областа на меѓународната политика и безбедноста. Така да планирам следната година да направиме еден поголем форум тука во Македонија, каде што ги поканиме пријателите на Република Македонија од областа на безбедноста, да дискутираме за овие прашања. Тоа ќе има двојно значење. Едно значење размена на информации и градење на стратегија каде понатаму, и вториот сегмент е презентација на Република Македонија. Исто така почнуваме еден процес кој што ќе трае, мислам, моја проценка е година до година и пол. Тоа е процес на подготовка на нова стратегија за одбрана на Република Македонија, бидејќи претходната, која што е се уште на сила, е добра, меѓутоа последниве 5-6 години настана сериозни промени во геополитичките позиции во светот. Така да тоа предизвикува потреба од ревизија на нашата одбранбена стратегија. Се разбира, центар ќе биде НАТО во таа стратегија, нема никакви двумења, меѓутоа од нас аспект треба да видиме тоа што е најдобро, и таа стратегија ќе резултира во стратегиски одбранбен план. Бидејќи стратегијата само за себе, ако не изградите таква армија каква што ви е потребна, нема да ги даде резултатите. Така тоа е еден процес кој што е стратешки процес, кој што ќе има неколку фази. Во првата фаза, кога сме во тек, ја почуваме овие неколку овој период, ќе биде внатре во рамките на Министерството за одбрана и Генералштабот подготовка на основни документи, основни анализи, основни препораки на тие анализи. После тоа ќе ги споделиме тие анализи со другите институции во државата, како што е другите министерства, кабинетот на представителот, кој што е врховен командант, владата. Па после таа фаза кој ќе заврши, ќе направиме една јавна дебата
за тоа како ја гледаме оваа стратегијата за одбрана на Република Македонија. Просто на сите овие преку владата ќе биде доставена до председателот на Република Македонија нова стратегија за одбрана на државата. Министре, ви благодарам што бевте дел од нашата емисија. Ви посакувам што побрзо, што поскоро да ги реализирате овие проекти и сите што ги почнавте и сите што ќе ги почнувате. Ви благодарам што бевте дел од нашата емисија. Благодарам и поздрави до гледачите.